Утрински стихови од Библијата. 29 декември. Диви зверови нема да наштетуваат никому. Волкот и јагнето ќе пасат заедно. Лавот ќе јаде слама како говедото, но змијата ќе се храни со прав. Никој не ќе прави зло, ни штета на целата моја света гора, говори Господ. Исаија 65:25. Потоа влеговме во едно поле, полно со животни од секаков вид. Лав, јагне, леопард и волк. Сите заедно во совршено единство. Ние пројдовме помеѓу нив и тие мирно почнаа да одат по нас. Потоа навлеговме во една шума, но ни малку налик на мрачните шуми какви што ги имаме овде. Не. Туку светла и полна со слава. Гранките од дрвјата се нишаа напред-назад, а сите ние воскликнавме: ќе живееме безбедно во пустината и ќе спиеме во шумите. Поминавме низ шумата, зашто бевме на пат кон планината Сион. Додека се движевме по патот, сретнавме група која исто така се восхитуваше на славата на тоа место. Ми падна во очи црвениот раб на нивните облеки. Нивните круни им беа блескаво сјајни, а облеките им беа чисто бели. Додека ги поздравувавме, јас го прашав Исус: кои се тие? Тој рече дека тоа се маченици, кои што биле убиени поради него. Со нив имаше безбројно мноштво дечиња, кои исто така имаат црвен раб на своите облеки. Планината Сион беше токму пред нас и на неа имаше величествен храм, а околу него имаше уште 7 други планини, каде што растеа рози и лилјани. Тогаш видов како дечињата се искачуваат, или, ако посакаа, ги употребуваа своите мали крилца и одлетуваа кон врвовите од планините, за да берат цвеќе што никогаш не венее. Околу храмот имаше секаков вид дрвја, за да го украсуваат местото. Кедар, бор, смрека, маслинка, мирта, калинка и смоква, наведната под тежината на созреаните плодови. Сите тие го правеа местото уште повеличествено. Таму видов една маса од чисто сребро. Таа беше долга многу километри, а сепак со очи можеше целата да се догледа.